денес со полна доверба и целосна поддршка ви велам. Вистинскиот избор за Куманово е носителот на советничката листа, адвокатот Владимир Михайловски. Тој е честен човек, човек со интегритет и човек со доблест. Затоа поддржате листата на советници на ВМРО ДПМН и коалицијата и заокружете во Брод 9. Ние сме едно големо семејство. Дел од тоа нашето големо семејство е нашиот коалиционен партнер ЗНАМ. На овие локални избори, актуелниот градоначалник и иден градоначалник Максим Димитриевски ја има мојата поддршка. Ве молам да го поздравиме со еден аплауз. Да не дозволиме овие поранешни структури и тести клики на СДСМ да се надеваат дека може да воскреснат, да ги пратиме конечно заедно ВМРО ДПМН со победничката листа и сегашниот иден градоначалник Максим Димитриевски во политичка пензија. Националните и државни интереси нема да бидат крчма над која тие ќе ги градат своите кариери, а овој пат народот ги знае сите нивни трикови и ќе загуба дебело на овие избори. СДСМ сакаат да се нарекуваат државотворна партија, ама нивниот гуру и неговите наследници ја доведоа партијата на такво дередже, да имаат поголема поддршка во главниот град на нашиот источен сосед, отколку во било кој град во Македонија. Негаторите кај нашиот источен сосед во Бугарија јавно навиваат за нив во Македонија. Ама затоа народот овде удава најдобриот одговор на овие негатори и нивните овдешни фаворити. Гледаме дека митинзите почнаа во гаража да ги прават, а ако вака продолжат и лив им биде тесен. Куманово е град со душа, град со енергија. Град ниспомнет со луѓе кои сакаат да градат, да напредуваат, да создаваат подобро утре за живот за себе, за своите семејства и за идните генерации. Вечерва сум тука со вас да испратиме порака. Куманово заслужува да биде град на можност, град на развој, град кој се гради со љубов, со посветеност и со визија. Куманово е град кој се развива и напредува. Потенцијалот е јасен, визијата е конкретна, а можности за развој се реални и ослабљени. Во соработка со градоначалникот и со владата, веќе се реализираат конкретни проекти кои трансформираат инфраструктура, се модернизираат училишта, јавни простори и ги поддржуваат спортот и култура. Секој проект е насочен кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Како носител на советничката листа на ВМРО ДПМН, стојам пред вас со гордост и со силна љубов кој мојот град. Град кој секогаш бил символ на борбеност, на гордост, на чест и на непоклон. Оваа советничка листа се разликува од останатите. Оваа советничка листа има луѓе кои природно и припаѓаат на Македонија, му припаѓаат на Куманово, му припаѓаат на народот. Нив ги поврзува искреноста, довербата, интегритетот и љубовта кон овој град. И денес, како предводник на советничката листа на ВМРО ДПМН, ќе го кажам следново. Горд сум со луѓето што ги предводам. Тоа се луѓе кои се истакнати професионалци. Тоа се скромни, но докажани во својата работа, во својата човесност, во својата честност и во својата трудолюбивост. Луѓе од збор. Нашата визија е јасна. Да инвестираме во стајање, во младиве и во современо образование. Сасоа, со гордост ја најавува мерката во нашата програма општински стипендии за најдобрите матуранти секоја година во Комак. Со ова сакаме трудот, љубов на знаењето на нашите ученици да бидат препознаени, наградени и сите признаи. Секоја година најуспешните матуранти ќе добиваат стипендии да го продолжат своето образование. Тоа ќе биде
Признание, но и порака до младите дека ние и Куманово веруваме во МС. Нема повеќе да дозволиме младите да заминат надвор и таму да го барат својот успех. Ние ќе создадеме услови младите да останат тука, да учат, да се развиваат, да ја градат својата иднина во својот град и својата перша. Но тука не застанува. Нашиот следен чекор ќе биде насочен кон целосна дигитализација на сите средни и основни училишта во Куманово. Време е нашите училишта да станат вистински дигитални центри на знаење со модерни алатки, интерактивни табли, дигитални библиотеки, пристап до нови технологии. Со ова, Маново ќе стане прв град во Македонија со целосно дигитализирани училишта, прено за иднина. Учитување. Ова не е само програма. Ова е ветување за достоинствено Куманово. Драги собрари, време е да им покажеме на младите дека ние и нашиот град веруваме во. Време е нашата општина да стане пример, град што не само зборува за иднината, и ја гради денес, тука, овде во нашето. И благодарам. Во програмата на Движење Знам за наша Македонија предвидени се конкретни мерки и решенија со кои ова визија ќе стане реалност. Поставување на соларни панели на јавни објекти, установи, институции и енергетско ефикасни фасади. Интегриран систем за селекција, сепарација, транспорт и преработка на отпад. Дигитална контрола и мониторинг за регулирање на бучава во ugostителските објекти. Видеонадзор на јавни површини и точки од јавен интерес за заштита на живот и животната средина. Ширење на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа со фокус на јавни објекти, индустријски капацитети, како село Доброшане, населба Карпаш, индустријската зона Новини и Речица. Како и колективни стамбени згради и домаќинства. Ќе имаме намалување на цена на приклучок на гасоводната мрежа, заекнување на капацитетите на сектор за инспекцијски надзор во општината, заекнување на капацитетите на јавно предпријатие Чистота и зеленило и зголемување на буџетот за одржување на хигиената. Зголемен ќе биде интензитетот на берење на улици и плоштади, зголемена динамика на изнесување на смет од централното подрачје на селбите и селата. Имаме поставување на дополнителни контейнери за селекција на отпад, замена на сите постојани надземни контейнери во централно подрачје со полуподземни контейнери, поставување на нови контейнери на локации каде што има потреба по голем број на мали корпи за отпадоци на јавни површини со висока фреквенција. За 2024-2025 година ќе се инвестира 360 милиони 896 476 илјади денари и тоа во училиштото Панче Пешев, каде што ќе се потроши милион и повеќе од милион за реконструкција и за мрежна опрема за дигитализација 1.750.000. Училиштето е 11 октомври, исто така се предвидува реновирање со 1.200.000 денари и повторно мрежна опрема за дигитализација околу 2 милиони денари. Веќе сите знаете овде дека градиме огромно училиште, сами фрешери, значи треба да се заврши новиот училишен објект и тоа е 318 милиони 859 илјади денари и толи зодруми, се извинувам, рехабилитација на фасада и изведба на пристапна рампа со над 20 милиони денари. Сметам дека ова е почеток во еден нов мандат. До мене стои носителот на листата, кој сигурна сум дека ќе има значајна улога во ова. Зошто? Прво, овде за градоначалник имаме коалиционен партнер, но и носителот на листата во Советот има значајна улога. Секој дел од локалната самоуправа има свое значење. Имаме и други функционери во централната власт, што значи дека централната и локалната власт исполнуваат услови заеднички да работат, заеднички да се фокусираат на проектите, заеднички да одредуваат приоритетите. Длабоко сум убедена дека
и листата ќе постигне голем успех, дека нашиот кандидат за градоначалник ќе победи и дека ние ќе се фокусираме само на остварување на идните проекти. Во нашата програма предвидовме низа проекти и активности со кои ќе ја покажеме нашата благодарност и грижа кон највозрасните сограѓани. Нов објект на Дом за стари лица Зафир Сајто во село Проевце за зголемување на капацитетите и обезбедување поквалитетна грижа за возрасните граѓани. Континуирана модернизација, проширување и подобрување на капацитетите во Домот за стари лица Зафир Сајто со цел создавање подобри услови. Програми за потикнување активен живот и поголема социјална интеграција на пензионерите. Субвенционирање на домашна нега и помош на пензионерите со попреченост. Подршка на дневните центри за дружење, грижа и психосоцијална подршка. Еднократна финансиска подршка за пензионерите од социјално загрозените категории. Подршка на пензионерските клубови за рекреација и групни активности. Субвенционирање на наменски пензионерски групни екскурзии во земја. Подршка за домување за ранливи категории пензионери. Вклучување на пензионерите во советодавните тела на општината. Менторски програми во кои пензионерите со професионално искуство ќе работат со младите. Организација на меѓугенерацијски, културни и образовни проекти. Организација на културни и спортски настани посветени на пензионерите. Подршка на едукативни работилници за здравствена заштита, лична безбедност, како и финансиска и дигитална писменост на пензионерите.